Бидејќи прашањето ми е од организацијска природа до господинот Димовски, би го упатила, значи ме интересира оној престој на плоштадот и бројката што ја очекувате од 15.000 споменавте. Верувам дека голем број Сонја. од нив. Прости, земи го овој вториот микрофон. Ај ке скрата малце. Значи, верувам дека на плоштадот ќе има многу возрастни луѓе кои нема да можат кондиционо да издржат да престојуваат под разни временски услови или под сонце повеќе часови. Дали ќе биде дозволено да понесат со себе столици, пластични, некакви, било што, за да може да издржат, или има предвидено седишта за сите 15.000 лица? И друго ме интересира јазикот на комуникацијата, дали мислата ќе биде на англиски, на италијански, превод ќе има обезбедено? Да, благодарам на интересот. Значи, во овие 15.000 предвидени се места и за седење, околу 2.000 останатиот дел ќе бидат места за стоење. Меѓутоа, водено е сметка, во рамките на координативното тело разговарано е, ќе има пунктови кои ќе овозможат на граѓаните да се снабдуваат со вода, за да можат да, доколку има потреба, да ги надоместат тие потреби. Што ви беше другото прашање? Да, за јазикот видете, тоа е една вообичаена церемонија која се одвива, која ќе се одвива, значи, на италијански јазик, има дел кога ќе се користи хрватскиот јазик, меѓутоа во дел од церемонијата ќе се користи и македонскиот јазик. Милка Смилевска, Ал Джазира. Не. Значи предвидено е ова каде што ќе има места за седење, бидејќи тоа е дел во организација на католичката црква, јас верувам дека ќе се води сметка повозрастните граѓани да бидат снабдени со билети во просторот за седење. Милка Повели. Јас имам прашање до премиерот. Премиере, дали може да дадете една оценка за важноста на посетата на папата Фрањо баш во овој момент на земјата? Што тоа значи? Каква порака со тоа се испраќа? Благодарам на прашањето. Прво, од Светиот Отец се испраќа благопријатна порака према нашата земја. Таа е и во фокусот на неговото внимание. Затоа што Светиот Отец да е поглавар на католичката црква, ние имаме мала верска заедница во нашата земја, но тоа е Свет Отец, односно великан за сите граѓани со добра волја. Тој е светски лидер и вредностите за кои што се залага лично папата и католичката црква се оние вредности за кои што се залагаше и нашата или светската Свети Мајка Тереза. А тоа е солидарноста, почиток и помагањето кон сиромашните, помирувањето, простувањето, кои што се и tekako многу важни вредности. Доаѓа во многу важен момент за нашата земја, кога нашата земја навистина е пријател со сите, кога демонстриравме навистина прекрасни, храбри, исклучителни чекори на пријателство, на подавање на рака, заради иднината, заради градењето на перспективи за сите, кое што на некој начин допира и до верските пораки, кои што и Светиот Отец многу често ги промовира на секаде во светот. За мене лично, како председател на владата, верувам и за целиот наш народ, оваа благопријатна чест што ја добиваме овде, да токму во нашата земја биде присутен Светиот Отец, ќе биде сватена, од мене е сватена, се надевам и од сите ќе биде сватена како едно наше охрабрување. Да бидеме подобри луѓе, да си помагаме, да гледаме секогаш од позитивната страна на светот и на секојдневието наше кое што го живееме. Навистина да градиме пријателство и духот на пријателството да го одржуваме во иднина, да бидеме подобри луѓе како луѓе и секако да не охрабри сите нас дека доаѓаат и подобри времиња за сите нас. И тоа е тенденцијата и желбата на животот и на секој граѓанин. Честа е огромна, која што се дава на Република Северна Македонија и на сите нејзини граѓани. Верувам дека тоа дополнително за нас значи една афирмација на нашата мала земја пред целиот свет, но истовремено значи и можност
да се докажеме како добри домакини, заради тоа што ние сме добри домакини, а кога имаме вака високи посети, тогаш и одговорноста е уште поголема. Јас верувам дека граѓаните ќе бидат навистина масовно присутни овде на градскиот плоштад во Скопје, дека навистина сите заедно ќе покажеме дека ова вредност која што е испраќа Светиот Отец токму од нашиот плоштад, од главниот град на нашата земја, е нешто за кое што и ние се залагаме, како граѓани, како општество, како држава, и верувам дека ќе оставиме и добар впечаток и како добри домаќини, тие што се верници како добри верници и сите што сме граѓани како добри граѓани. Сител телевизија, повелете. Прашањето ми е од организационен аспект до господинот Димовски. Дали е предвидено користење на возилото на папата за време на посетата, познато како Папа Мобил? Дали ќе го користи за време на посетата? Фала. Да, можам да ви потврдам, доколку временските услови го дозволат, предвидено и користење на специјалното голф возило или популарно наречено Папа Мобил. Благодарам. Александра, повели. Вака, јас ќе искористам оваа можност до сите тројца да поставам прашање. Колку од аспект на една толерантност помеѓу религиите што постои во државата, ќе се испрати порака во светло на сите оние настани кои што се случуваат во изминативе денови, каде што и дел од метите се, да кажеме, религиозни објекти. Значи, од тој аспект, колку таа религиозна толеранција што постои во државата ќе е некаква символика за да се испрати некаква порака, значи не она што папата ќе го каже тука, туку што ние можеме да му кажеме на светот. Фала. Со самото тоа што Светиот Отец Папа ќе се сретне со верските поглавари на нашата земја, мислам дека упатуваме една добра порака, дека сепак меѓуверскиот, меѓурелигискиот живот е меѓу нас добар, но би рекол дека секогаш може да биде и уште подобар, и исто така можам да речам дека ние како верски поглавари често пати се среќаваме, разговараме и се надевам дека секогаш имаме една добра и позитивна порака до сите наши верници на еден соживот меѓуверски, меѓурелигиски. Благодарам. Добро, нема многу што да додадам. Спомена во моето воведно обраќање дека нашата земја е успешен пример кој гради мултиетничко, мултилингвистичко, мултирелигиозно општество и самата посета во овој момент кога цврсто чекориме по патот на европските и евроатлантските интеграции е точно признание и потврда дека се наоѓаме на вистинскиот пат. Еве јас да додадам, мултиконфесионално или мултирелигиско ни е општеството. Ние се гордееме со тоа, тоа е нашето богатство. Овој пат со посетата на неговата светост папата Франциск, верувам дека само тоа ќе биде потврдено. И всушност уште во самата најава на неговото доаѓање тоа е потврдено. Со многу позитивна енергија сите верски лидери прифатија присуство. Сите се радуваат на неговото присуство. Сите знаеме дека во нашата земја си учествуваме во меѓусебното празнување на верските празници. Со тоа изразуваме почит, а кога е првиот човек на Римокатоличката црква, папата, Светиот Отец овде, верувам дека и тоа ќе не собере уште еднаш сите заедно, за да и во иднина го надоградуваме тоа наше меѓуверско единство, соработка која што постои во земјата, заради тоа што, како што реков, тоа е наше богатство и тоа е наша предност и верувам само уште еднаш ќе го зајакнуваме, ќе зборуваме за неговите вредности, кои што како предност во иднина ќе ги користиме и како држава и како општество.